Првиот летен и најдолг ден во годината, граѓаните од истокот го дочекаа во портокалова фаза. Тропските температури ја намалија фреквенцијата на граѓаните, ги испразнија улиците, а во итната медицинска помош не се пријавени зголемен број на колапси и други здравствени проблеми. Се уште важат општите препораки за заштита од високите температури, а лекарите апелираат посебно да внимаваат старите лица, хронично болните, лицата кои работат во надворешни услови. Се знае како и отпорено дека од 10 часот наутро до 17 часот дека не треба директно изложување на сонце. Ако треба негде да се излезе, треба да се носи заштитна облека, да биде бела за да го одбива сонцето, капа или шешир за глава, наочари кои што се например кои што ќе го одбиват УВ зрачењето, исто така и течности, треба да се пијат многу течности. Треба да се разладува во ладни простори, ако некој например дома нема клима, може например додека се наоѓа надвор да отиде во некој од трговските центри кај што е климатизирано. Покрај тоа што течностите препорачливо е, бидејќи со потта и со високите температури се губат и електролити, добро е да се внесуваат и електролити. Тие електролити кои што се за рехидратација, кои што ги има по аптеките, кои што ги даваме и за возрастните и за децата за диареја, за проливите, тие исто може да се консумираат и овака во една чаша, една кесичка, еднаш дневно, за да се надополнат електролитите. За време на топлотните бранови, навременото и често консумирање на вода е од големо значење за да не дојде до дехидратација на организмот. Затоа од јавното претпријатие ИСЕР ќе ги активираат чешмите и фонтаните во централното градско подрачје за граѓаните да имаат можност да се напијат и разладат со питка вода за пиење во секое време. Ние пак ќе ги поставиме чешмите во функција деновиве. Се надевам дека граѓаните нема да ги скршат овој пат. Сакам да ви информирам дека знаете дека и во минатото, кога се појави шигела зоне, значи водата не е за пиење на одредени делови од техничката вода, не е за пиење, да ја ставиме во функција за разладување, некој ќе се напие, одговорноста ќе биде голема. Така да фонтаните кои што се веќе ставени во функција, се во функција, а оно што не е ставено од фонтаните ќе оставиме да не е во функција. Топло и сончево време и висок УВ индекс ќе имаме и во наредните денови. Температурите од среда ќе бидат пониски за 2 до 3 степени. Од крајот на работната недела ќе се врати попладневната нестабилност, а особено изразена ќе биде во недела попладне. Летото кое започна денес ќе трае 93 дена, а ќе заврши на 22 септември, кога календарски започнува есента.